Поздраv сите, јас сум Ахо и добродојавте новото видео, значи не замерувате што ми е мокра коса, што сум у дуксер, што е 12:20 и што не смеу толку да се деру, али еве овој видео нема да биде едитирано, пошто стварно немам време кога да го изедитирам, така да се што ќе биде кажано овој видео нема да биде едитирано, така да еве еден story time. Значи, како без возачка дозвола со мотор, скутер, бега од полиција синоќа. Значи, туи се два story time за вчера и за денеска. Сам да пуштам некој си видео дека, ама едноставно нема да може, пошто немам време да го едитирам видеото, али отворете на шорт, што ќе биде искочен, што е најверојатно бил што искочен теко на овој ден, така и да препочнемо ставите лайк и субскрайб, пошто се најдемо на 507 субскрайбери, еве после овој видео ајде 510 да поминам. Значи око е. Ја еден мој другар, генерација, он не од туи, не од Македонија, возимо се со мотори секој ден, мислам сак у Македонија возимо се секој ден со моторите и еве вчера, значи Кратово е мало место. Секоја можна насад да го поминамо, добро сак да ви кажу насадите не можу, ама еве ќе ви кажу, кај градскиот стадион у Кратово и кај другиот стадион у Кратово, низ двата стадиона се возимо, меѓу тој кај гимназија, кај средната школа, тој надоле има едно путче, по тој путче спаднемо надоле, скочиме кај пошта. Од пошта фанемо преку оној Clock Tower и тамо и си скачаме на вториот стадион. И после тој отидемо у едно село у Близнаци. Тамо се возимо, мислам цел пат тоа таму ништо се не види, сликамо ги моторите, жал ми што не може ни тој да ви го покажува, ама ете некад ќе идемо таму ќе снимам влогче. Значи прво кој? Идемо ние прво бемо до градскиот стадион. Возимо се. Ама имаше пожар у Кратово, имаше пожар и ние возимо натам, доближувамо се некај тип пожар и застанамо, започнав да видиме како гори и све тој, не сум снимал ништо тој и да видиме дали полиција ќе наиде, дали е безбедно да отидеме, ама оно беше многу гореше и многу чуреше, така да не можеме да отидеме, а таму се вратимо назад. Од тамо вратимо се кај градинката и од тамо фанамо тамо деќе кај болницата, од болницата има еден пут нагоре кај една населба. Тамо лечко населено место, така туи се извозимо 2-3 круга и фанамо пут накај школите, накај школата. Од туи враќамо се до дома се враќамо, не знам точно зашо беше, ама враќамо се за нешто до дома и после се вратимо назад и бемо у тој селото Близнаци. После се враќамо на назад и сега следите најќиот дел. Другаро не ќе да си иде по истиот пут од што се отидемо, пошто мал си ги трускава моторите, пошто не смееме низ град да поминемо и морамо преку населби, преку други путишта поминемо, дека не се баш убави за возење. И сега викамо, ќе идемо преку град. Едната полиција стоеше кај банката, за другата не знаеш, ама и сега кај тамо деќе автобуската станица на Кратово има ко мост. И тој мост, како се да ви објаснам, стои секад полиција, секој вечер стои полиција. И тој колку беше 11 сат негде од прилика. И поминам, ако има полиција, вртемо се и бегамо, а нели имаше и пожар, така да големи шансите беа тај полиција да не ни биде туи, него да е тамо на 10 километра од градот. Да. И око е. Ние идемо по полека, по таа едносмерна улица, дека стојат полицајци, и овамо е мост од другата страна.
ние одам во Блка и мене ми текна, пошто има едно путче нагоре и ту има една зграда. И викам, ајде фанемо вамо и точно чим се искачаме горе, точно се гледа тој место дека стоат полицајците. И воз, искачимо се горе и да погледнемо 4 полицајца ова која си стоат. И гледат право у нас. И ние што да правимо? Се не знам дали звонија на некој на тај полиција вали од градо да фане да не пречекува дома, пошто сигурно се знаеле дека ќе се вратамо као шокур тражим ние тамо каде натам више нема пут за возење. И добро, ние се враќаме и пун газ по едносмерната, значи едносмерната е као за натам, а ние од овамо се враќаме на натам. И ако што идемо и само од тај едносмерна само искача пожар. Кад ќе не е пукнала, кад ќе сме отишле у 3 пичке мајшане па. И ниш, нас ли у главата дека тај полиција што беше у град са пошли кај нас и дека у секој момент ќе не сретнат и дека ги испушаме. И што да правиме, ние скреќаме кај паркингот нагоре, стигамо кај поштата нагоре, а тоа се све коцки камења некои си. Многу заебан пут, само нагоре. Искачимо се догоре, сека има као 3-4 степени, дека не може да поминеш со мотор седејќи, дали мора да гураш. И ние се што да правиме, дали свртаме нас, дали не може да чека доле, пример, кај пошта, што да правиме? Ништо. Ние се синуваме порта, тако има сега стоп, искачимо се горе, искачимо на едно место и си бегаме право дома. Тоа беше едно искуство за вчера, а за денеска ново искуство. Значи, исто се возам преку ден, све супер. Декна да идемо ние накај тој пожар што беше, ама уште беше активиран и знаешме дека има полиција, ама ќе идемо натам, некај нега. Има едно старо школа тамо пред пожарот и добро. И некој што поаѓамо, тројца сме со мотори. Еден има положено и ја и другаро неамо. Што да правиме? Тој првиот што има положено, он си помина скроз. Другаро што нема исто положено со мене, ово кој идемо, ово е он, ово е сам ја, ово кој идемо. И сега ни поминуваме низ кај полиција, низ кај полицијската станица. И назркам некој горе и гледам го полицијата со ротации од горе, право у нас гледа и си поминуе надоле. И ја казах да игам, сега не е ба. Фаќаме тука кај стадионот да скренемо, право да нема, скримо се на шума, мислам не е баш шума, ама скримо се позидни куќи, скримо моторите и шетаме што ќе правиме, поа сме дремале и добро, ама не е само тој. Другарот ќе има положено фанал иде си дома, после пола сат ние му звонимо да иде до градинката, да проверат дали има полиција, дали е безбедно да си поедаме. Нема проблем, безбедно е, да, може да поминеме. Ние си идемо, видиме, немаше, пошто кај нас со полицијата има две коли, една со ротации, една обична полиција и мотор. Со моторката имаат, значи крај, нема застанувам, нема бегање. И са кај градинката ние скреќаме да идемо нагоре, накај школа. И ние си возимо, имаше едно кола пред нас, многу спора, а другаро возеше уште едно дете. Ја возеше уште едно дете. И сега, идемо нагоре, по лъка. И од горната страна, пошто нели има, за да се разминемо, треба малку се појасно, а тај кола, пошто две коли чисто кој да се размијат, као кој нагоре не можеш, него мора едната да отиде у страна, за ова да помине. И сега таа една кола, она позастана и поминува. И гледamo ни една бела кола. Поминува и са гледamo ротации горе. Око е. Среќа не застана и си продолжимо нагоре да си возимо. После некое време си отидемо дома и вечерто пред, па чекај кој сега. Сега е 12:30, тоа беше негде околу 9 саат. Идемо ние у тоа селото, дека беше пожарот, само да не гледаме пут, идемо да пераме моторите, пошто беа прљави. И ние како што си ги пераме, ја снима едно видео за шорт,
Биш искал тој да го покажу, ама буш тој видео како што го снима, само што Гасо снима, ја врл се позади и полициската кола со ротации поминува надоле, пошто таму има околу пут за да се искачиш на другиот пут за да кај пожар иде. Значи, колку несреќа усреќа, значи, можеле са овој ден 3 пати да не казнат и вчерашка 4 пати, ама се не пуштија. Така да ето, ова е некоја моја искуство во последните 2 дена, така некој од полицајците што се ме виделе и што го гледат ова видео. Јас се извинјавам, ама ете, преку ден мислик ништо не сметам, а навечер добро се јавувам што се која. Ако гледат ништо, јас се извинјавам и тоа е тоа. Така да, тоа беше тоа од овој видео, се надев ви се допаднал, ако ви се допаднал ставете лайк и субскрайб, а ние се гледаме во следното видео за многу брзо. Чао!